Бојкотот на граѓаните кон маркетите е израз на нивниот бунт кон неуспешните, пропаднати политики на владата и нивната катастрофа по однос на животниот стандард. СДСМ ги охрабрува граѓаните во нивните напори да застанат сами на патот на тоа што владата и премиерот Мицковски требаше да го направат. Наместо со лажен пиар за тоа дека имаат мерки со кои што ги намалуваат цените, нам ни се случи практично да граѓаните од ден на ден стануваат се посиромашни, а маркетите се прашуваме дали дури не и во дослух со владата и премиерот не ги креваа цените. Стоиме на страната на храброста на граѓаните да го изразат својот револт и бес против политиките на владата, односно неспроведување на политики од страна на владата кои што значат нивно понатамошно осиромашување. Ние неколку пати досега апелиравме и баравме да владата преземе нешто на планот на зголемување на животниот стандард на граѓаните. И во тој контекст, од овде сакам денеска да порачам дека ги подсетуваме и оние во власта, и оние во парламентот, да се фокусираат на идеите на Социјалдемократскиот сојуз поврзани со зголемување на квалитетот на граѓаните и особено да земат предвид дека мора да ја покачат минималната плата, така што 2 минимални плати минимум ќе ја покриваат синдикалната кошничка. Таа мора да биде над 500 евра во моментов. Секоја друга политика која што директно интервенира во пазарната економија, особено кога сте во дослух со бизнисмените, не дава резултати, најмалку дава резултати за граѓаните. Имавме и други политики поврзани со намалување на данокот на додадена вредност, например на прехранбените производи на 5% и така натаму, и апелираме власта да се вразуми и да преземе во своји раце, да ја преземе одговорноста во своји раце за обезбедување на подобар животен стандард за граѓаните на Република Северна Македонија.